Поштенските шалтери од денес се отворија за уплати. По неколку месеци пауза граѓаните повторно може во пошта да плаќаат сметки, фактури и да вршат други плаќања. Системот е имплементиран согласно договорот со новиот партнер Халкбанка, а првата недела ќе биде тест период за да се отстранат евентуални пречки и недостатоци. Во Гостивар засега уплати може да се вршат само во главната пошта кај Саат Кулата. Првата недела е како тест период, значи јасно вие имаме нов партнеритет со Халкбанка, не е истата, баш истата апликација, мора нешто да тестираме, дали пројдат уплатите, не пројдат, дали има воопшто некои пречки или нема, да не се повторува, зашто се случува и да се повторува една уплата и има понатаке проблеми. Што е и битно да се знае за сите граѓани, моментално работи само главната пошта. Но тоа не значи дека во иднина, и тоа брза иднина, нема да работат и другите пошти. Ова главната, што викам, 1230 поштенски број, што се наоѓа близу на Саат Кула. Од подружницата во Гостивар апелираат на почитување на мерките за заштита против ковид и задолжително поседување лична карта при уплата. Да бидам искрен, малце првиот ден е проблематичен како и секогаш. Значи, научени се во пошта да не чекат ред, научени се да викат. Тоа не е добро ни за нив, ни за нас. Би требало да се почитуваме меѓусебно, да се почитува работникот на шалтер што е седнат и спротивно да се почитуваат странките наши. Значи, од нив добиваме и ние земаме плата од таа провизија. Јас би ги замолил граѓаните, гледам дека со часови чека низ банки. Значи, меѓутоа да не се повторува овде таа гужва, тие нереди, да ги почитуваат мерките антиковид, да не влегуваат сите во сала, имаат препораки на самите влезни врати, колку луѓе би требало да влезат. И мислам дека максимално со целиот капацитет се работиме за да им служиме на најефикасен и најдобар можен начин. Провизиите при плаќања во пошта се пониски отколку во банките и тоа значи помал трошок за граѓаните. Бенефициите се малите провизии до 2000 денари, 35 денари, над 2000 има друга провизија и над 10 поинаква. Меѓутоа гарантирам дека е помала за разлика од сите банки што ни служат во градот. Тоа не значи дека истата провизија и за фактури од сметки од струја или од Телеком, тие имат помала провизија. Граѓаните ќе се потрудиме да не чекат ред и да стари луѓе на години, пензионери, да ги служиме најбрзо што можеме. Според најавите, наскоро комитентите на Халкбанка на шалтерите на пошта ќе можат да вршат и директни плаќања од своите сметки, а ќе бидат овозможени и други банкарски услуги. Платниот промет преку пошта беше прекинат по прогласувањето стечај на Евростандард банка, која претходно имаше договор за таа намена.